Празничниот шопинг како социолошки феномен. Со професорката Татјана Стојанова ќе дебатираме на темата. Колегата е подготвен. Добро утро, професор, ќе да дебатираме на темата. Ние веќе почнавме. Добро утро. Најпрво сакам да го честитам Божик на сите оние кои што го слават, да им посакаме многу здравје, среќа и мир, како се вели и бирикет во нивниот живот, да си го слават со семејствата, со сите оние нивни ближни. И во контекста на кога почнавме веќе да дебатираме, ја слушнавме пораката од свештеникот кој што токму беше како еден вид шлагфрт на она што денески го говориме. Тоа е социолошките аспекти на конзумеризмот, на она како што велите, на некој начин желба што повеќе да се купи. Може би тоа е еден вид на хедонистички став на луѓето, меѓутоа има различни толкувања зошто сме ние. Нема еден фактор зошто сме ние кога имаме, ќе видиме попуст и нема тука разлика во однос, ќе зборуваме и во однос на полот, меѓутоа зошто сме толку, ајде не би рекла алчни, меѓутоа желни да купиме и нешто како да не терештувам дополнителниот стрес што ката дневно го живееме, несвесно го пренесуваме на она слободно време, кога треба можеби на некој друг начин да го користиме, ние сме втурнати во тие големи молови и едноставно претворени во конзумери што повеќе да грабнеме. Професор, ќе од внатре доаѓа. Сигурно, тоа може би повеќе колегите психолози и психијатри, јас ќе кажам социолошкиот дискурс. Ајде ви објаснете ни убаво. Само морам извинувам, ќе да прекинам. Една моја колешка често викаше, јас кетчуп не јадам, меѓутоа кога ќе го видам дека оди гратис, ќе го купам. Тој пример ми звони во главата секогаш кога зборуваме на оваа тема. Па не случајно и промоциите, кога се знаете како ќе видиме нели некоја промоција, често пати да пример, еве тоа секој од нас и несвесно велам некогаш, поминувајќи покрај тие рафтови каде што има некоја промоција, еве например јас сум алергична на овие дополнителни ленори, некои други омекшивачи, меѓутоа, мислам без разлика кој, меѓутоа кога ќе поминам и ако видам нешто, несвесно велам, може би да го купам. И потоа дома велам зошто сум го купила. Меѓутоа, она многу убаво го срочивте, ќе зборуваме што си прави рекламата, ката дневните наши комуникации со пријателите и оние не е случајно што велам големи молови кои што баш е таа посебна социолошка димензија како се проектирани и како продаваат. Тоа им е работа. Ајде социологијата како го објаснува овој феномен на празничен шопинг? Па знаете како не е само класично празничен шопинг, меѓутоа тоа еве сега ќе се усредоточиме бидејќи ни доаѓа нели и нова година и уште од најрана возраст во рамките на семејството. Значи јас повторно ќе кажам, можеби да критикуваат некој дека не е примарен фактор на социализација или дека го изгубила можеби до некаде својата функција, меѓутоа начинот на воспитување и социализација од најрана возраст во контекст на обликувањето на нешто ново, подарувањето. Тоа е уште од најрана возраст, значи доаѓа празник и што ќе се добие за подарок? Очекувањата. Очекувањата, прво во рамките на едно семејство, кај самото дете, нели? Очекувањата, нетрпението, желбата да се нешто што се посакува и да се донесе, значи моментот на среќа и радост се поврзува со добивањето на нешто ново. И затоа е тоа што велиме предпразнична, јас би рекла предпразнична треска, под наводници во контекст на самото купување или конзумеризмот што велиме ние. Од најрана возраст, кој што реков, се во рамките на таа социализација ќе има сега за нова година што посакуваш, па дали децата во предучилишните установи пишуваат честитка до или порака, дали биле дури и принципот на морални вредности од аспект на добро однесување, правилно посакувано однесување се поврзува со дека заслужи принципот подарок на награда и казна. И таа е таа посебна димензија, значи кога велам уште од најрана возраст, на некој начин ние во нашата подсвест се вткарува тоа дека за време на празниците треба да се има нешто ново, велам уште нели ќе дојдат празници па да се облече нова гардероба, нешто што ќе ти причинува задоволство. Меѓутоа,
кај нас имаме малку еден начин, ајде не би декла вулгаризација на целото купување, меѓутоа еден поинакви гледишта во контекст на тоа не е една работа, не е нешто што ќе ти причинува вистинско задоволство, не е нешто што може би ти е неопходно, еве зборувам за возрастните, или која ти е нешто што ти е насушна потреба. Апсолутно нас велиме во таа, ајде ќе кажам, масовна култура не вграбчува моментот на конзумеризмот, на купувањето, на таа цел тој предновогодишен, не само предновогодишен амбиент, за било кој празник, и всушност тогаш се претвараме во нешто што и може би рациото не ни би го дозволило во нормалната секатарневна ситуација, меѓутоа емотивно, емоциите и она што, како што видиме, кога одите во друштво, бидејќи најчесто не купувате сами, нели? Или со партнерот, или можеби да ви купувате. кажам, професорке, и сами купуваме. Па добро, меѓутоа да речеме да, сами во најголем процент купуваме или во придружба, или еви да појдете сами. Знаете како вели оној познатиот филозоф Макс Шелер, дека вас ве обзема моментот на самата ситуација. Точно. Моментот на она што велам, кликнување на еден дел, каде кога ќе влезете, вие да сте посакале прво често пати да појдете само на кафе или да разгледате нешто, магијата, она што велиме светличките реклами. Тој момент на содружништво, колективизам влегуват и најнаш гледате прекрасни продавници. Гледате луѓе кои што гледаат, купуваат, излегуваат со кеси и вас ве понесува таа атмосфера. Затоа велам, тоа е во рамките на често пати самата ситуација придонесува да ние го зграпчиме нештото, нели? И без да ни е тоа неопходно. Така да тие се неколку, како што спомена, фактори, самата социализација на рана возраст, дека очекуваме нешто за нова година или за некој празник, дека треба да се добие, дури како што кажав, принципот на награда, во смисла од најрана возраст, во предучилишните установи, децата се учат, напиши писмо до виртуелниот, нели, Дедо Мраз, што би сакал да ти донесе, посакувајќи желба често пати. Таа е врзана за нешто материјално најчесто. Мислам, ги учиме на вредностиот, нели, на здравие, благосостојба, но дали денеска, еве ќе си го поставиме на специфично социолошко прашање, дали денеска скромноста е доблес во ова совремие, во смисла скромноста да посакаме едно нешто или само нешто вредносно, не напротив. Реални да бидеме, не исклучувајќи се и себе си, бидејќи дали многу е интересно да вие паметувате, не се вклучувам ни себе си, секој од нас подлегнал, некогаш би рекла под наводници на инстинктите, односно на емоциите, па ќе си потрошам, нели, како велат често пати и во филмовите, ќе си потрошам, нешто се почувствувам убаво, дека некогаш чувството на убост и на задоволство се поврзува со купувањето и не би го прескокнала моментот на рекламите. Така. Тоа сакавме... Еве го прашањето се наметнува. Толкму така, значи... дали тоа е слободен избор или општествена обврска? Имам чувство некако дека тоа како појави, нели, социолошка, економска, културолошка, ги обзема сите, односно економската, како економска појава, ги интензивира сите други, ги го пренагласува некако тој момент, односно тој конзумеризам што и вие го спомнавте, нели? нели? Правиот збор, еве се и тоа дискутираме обврска, но како обврска, да. Па затоа велам, кога од најрана возраст вие ќе се на некој начин едуцирате под наводници, односно ќе го... Тоа станува дел од вашата навика, тоа станува дел од вашата катаднивија. Тоа станува нешто во смисла влегува во тој традиционализам, во менталниот склоп. Не би рекла повеќе обврска, меѓутоа, од друга страна, обврска е бидејќи секој близок ќе ви донесе вам подарок. И сега дури некогаш, знаете како, често пати тоа да речеме за 8 март, за мене е вулгаризација на празникот кога се купува. 8 март е еден од тие празници, да. Тоа е друга е, се надевам, ќе имаме можност да разговараме за тој празник, кога за мене е класична вулгаризација на размена на поклони. Јас сметам дека тој е ден кој што треба поинаку да се чествува. Меѓутоа, еве за било кој друг празник, еве сега сме во очи нова година, нели? Да. Обврската е во кој контекст?
вие ја чувствувате дека некој кога ќе ви донесе дека треба соодветно да возвратите. Обврската е во смисла дека имате дечиња или на блискина на некој кој што се дел од вашето секојдневие, кој што ви носат радост и дека тие знаете дека на што се радуваат. Сега, обврската тука е поврзана со емотивниот аспект, дека очекувањата нивни, дека нешто ќе им се даде кое што им причинува задоволство. На децата најчесто им причинува задоволство нешто благо и сладко, затоа се тие пакетчиња не случајно. Да, значи нешто што ќе им, кога ќе го вкусат, ќе почувствуваат убавина, во смисла сладострастие, нели? А од друга страна, некоја играчка или нешто што исто така им причинува задоволство. И тука свелам се беше тој принцип на одговорност. Во смисла дека обврската вие не ја чувствувате можеби како нешто што ви тежи, меѓутоа од друга страна емотивниот аспект на што спомнавме дека сепак ќе му причинува, ќе му направите на некој задоволство доколку вие му поклоните нешто. Сега она што споменавме, интересно е кај нас, имавме, морам тоа да го споменаме, на голема трибина пред неколку години после ковидот во контекст на економската состојба и колку бидејќи нели ние велиме висок процент на невработеност, сиромаштија и колегите кои што беа дојдени од странските држави бидејќи излеговме на пауза на едно кафе и сите кафетири беа полни, сите продавници беа со купувачи, но што ми се постави прашањето вели да не ја сгрешите темата. Поинтата е што кај нас имаме една специфика и тоа можеби не е за критикување, дека сепак и она малку што го имаме сакаме да го дадеме или да го поклониме или да го потрошиме на убави моменти, бидејќи катендевието кое што го битисуваме ни наметнува некогаш можеби стресни ситуации, нели борба со секојдневни проблеми и сега за ваквите празници, тоа го поврзувам и тоа ни се покажало и во истражувањата, дека токму празниците значат опуштање, релаксирање и оној економски аспект на оно колку што имам, ќе потрошам, иако кај нас нели владе она шега вели земате 30.000 плата, а трошите 40.000, каде се оние 10.000? Професорке, постои нешто друго ако зборуваме за нашето општество и за тоа генерацијски како си ги пренесуваме навиките, па и растени сме со мнението дека ако дадеш ќе ти се врати. Да. Така што ние од мали сме растени со тоа. На поговорките, рака што дава не се суши. Точно. Колку што повеќе даваш, толку повеќе ќе ти дојде, значи. А тие се поговорки кои што се дел од нашата традиција и кои што ние сме ги усвојувале во текот на нашето живење. Тие се дел од нашето битие, едноставно, да, и ние ги пренесуваме на нашите деца. Понатамо генерацијски така ги воспитуваме во тој дух. Го избравме зборот шопинг затоа што си го прифативме некако во речникот, иако нели купување, купување, да, тоа е нашиот македонски литературен јазик, но ајде го избравме зборот затоа што реално сме го прифатили, многу често го слушаме во овој период, овие денови. Многу англицизми користиме, да. Како се менувал празничниот шопинг низ годините? Ние скопјани сме познати по тоа што Скопјани, македонците, а особено во Скопје, кои што сакаат да се дотираат. А не е тоа само за Скопје? Па не е само за Скопје, велам во... Да, Македонија. Сме можеле да ги... Еве, јас сум од тука, од Скопје, па сум можела повеќе да ги видам, така сум растена, дека ова е период од годината кога секогаш требало да се купи нешто ново, да се облече нешто ново, да се дотираме, да се покажеме. И како тоа низ годините се менувало, генерацијски се наследува. Генерацијски така се наследува, значи од бабите, од мајките, на што велам, нешто што тоа е тој тип на традиција и тие обичајни норми, ајде социолошки да се изразам, кои што се пренесуваат од генерација на генерација и кои што се доста цврсти, бидејќи знаеме дека и правните норми се менуваат без разлика што се пишани правила и морал, меѓутоа обичајните норми се некои кои што иако се непишани правила, нешто што многу е цврсто. А во тој контекст велам уште од нашите баби, мајки, за празници се знаело и тоа е исчекувањето радоста, дека ќе се купи нешто ново. И треба да се облече нешто ново. Дете, дека сум ги чекала тие празници, затоа што не само што ќе имам некоја нова облека, туку ќе добијам нешто што ми причинува задоволство. Може би дека сум сега дел од науката, од мала сум сакала некоја најнова книга, која што ќе била, знаете, на Илјада, зашто Илјада, затоа беа... Сите имавме. Па тоа се чекаше да се даде, така е.
Сега децата малци имаат поинакви. Тука е таа разлика во однос на купувањето, малку поинакви желби и потреби си го направи, масовните медиуми си го направија своето. Нели па сега кога ги прашате децата во градинка што би сакале, а ги прашуваме бидејќи во континуитет, нели, правиме истражување што би сакале да добиете за нова година или да имате во новата година, одговараат некој нов по-големите телефон, помалите таблет. Точно знаат кој телефон. Точно знаат, да, ќе ви кажат и јас што велам, мене телефонот ми служи за основни информации, а тие точно знаат, дури и некои јунаци кои што ги гледаат, па ќе ви кажат да го сакаат Стич или не знам некои други нивни јунаци кои што се, јас би рекла, тоа повеќе го ставам на колегите психолози и психијатри, меѓутоа во контекст на модел за идентификација и би сметала дека се многу прикладни, меѓутоа тоа е таа влијание. Така, и реакциите, извинете што ве прекинувам, реакцијата кога ја гледаме на социјалните мрежи, кога ќе добијат мобилен телефон, тоа е плачење, тоа е Тоа се реализира до устици, до исполнување на соништата. Тоа е тресање, меѓутоа тоа зборува за нешто друго. Тоа зборува за влијанието на врсничката група и колку ние сме подложни на тие нови медиуми. Ние сме сите подложни. Дефинитивно, и децата и возрастните. Ќе го видиме ние нашиот, колку пати дневно го земаме нашиот телефон да видиме нешто ново. Зошто порано сме чекале вести, јас и ден денес си сметам дека основните медиуми, радио, телевизија, па дури и весниците кои што за жал се помалку ги има, меѓутоа се знаело сабота наутро, кога се купувале. Јас сум се радувала во сабота наутро, кога фамилиарно сите дневни и неделни весници сме ги имале, па преку со кафе ги читаме, па си разменуваме разни, да речеме за разни теми кои што сме ги прочитале. Сега сето тоа го имаме, меѓутоа не е исто. Морам да кажам, кога ќе купам весник до ден денес. Тој мирис, кажете, мирисот или на книга. Значи не може, јас не се согласувам со некои новитети во смисла, нели книгата може да имате вие на таблет. Прво во контекст на самото визуализација, второ се навраќате, па нели подцртувате. И затоа велам купувањето на книги и мирисот кога влезам јас во книжара, тоа ми враќа чувство на детството, ми враќа чувство на убавина и за мене е тој празничен дух кој што, да речам, ми буди убави спомени. Ајде да може ли професор Теве во настанативе како му доаѓа тоа ситуации да се поттикне еден поздрав однос кон празниците, да се вратиме малку по-традиционално, од тоа што беше, нели? Јас во контекст на купувањето велам да бидеме рационални, бидејќи често пати и самите членови на семејството инсистираат да се купи нешто, ако нема доволно да речеме, затоа што гледат од својот другарчиња. Мојата порака е дека да се купи нешто што дава задоволство и да се вратиме кон оние работи кои што навистина би не направиле подобри личности. И би ни дали, поготово на најраната возраст, да, може би некој благо кој што им прави задоволство, меѓутоа, дайте да ги вратиме оние навики од мисла на читање заедно, купување на некоја книга, или дека еве некоја облека која што нема да значи дека тоа е трендовски, или дека тоа е нешто што е марка, нешто што ќе ти се допадне. Значи, да живееме во склад со навистина добрите морални практики и да не подлегнуваме, велам повторно, ќе речам, не исклучувајќи се и себе си на тој конзумеризам, кој што може да не грабне, туку да бидеме рационални. Ајде во овој случај емоциите да ги оставиме за моментот на чествување на Нова година, честитање, прегратки, а во шопингувањето ќе го употребам и јас тој збор, да бидеме рационални. Професор, ке благодарам што бевте гостинка, благодарам што си го започнавте денот заедно со нас, посакам да биде убав денот, убави празници да си имате, да си ги поминате во добро здравје, во убаво расположение со најблиските и да ни продолжи оваа убава соработка во 2026. Така, благодарам и вам, секогаш со задоволство гостувам на националната телевизија. Убав ќе биде денот, денеска имам испити, денеска се надевам бидејќи почна така да се надевам на добри знаења и градење на едни социолози добри. И јас ви благодарам што бев во право. Што сепак излега по право, нели? Горе долу прифативме нешто. Ајде. Се најдов. Благодариме уште.